Сил. Почитувани слушатели и наши FB пријатели, денес веќе имаме едно соочување со новинарот Зоран Иванов. Јас го нареков дуел, тој велеше дека јас сум модератор, седно се разбираме, меѓутоа нема да биде интервју, јас да го прашувам, па тој да одговара. Ќе ги вкрстиме нашите спротиставени ставови, бидејќи диаметрално не се спротиставени ставовите мои и на господинот Зоран Иванов, кој, ако се сеќавате, кога го бранеше името Северна Македонија, јас го нареков Ѓорѓе Иванов и тој така вџашен реагираше наеднаш. Господин Иванов, добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма 3 пати Z во Мелбурн. Добар ден, морам да кажам веднаш прво добар ден и до сите ваши гледачи и слушатели, до вас секако. Имам некоја апликација, јас не се гледам себе си и вас ве гледам половина, но ако е тонот добар, не е ни битно, јас знам како изгледам. Одлично е. Да, ќе ми дозволите само една мала корекција на почеток. Никогаш не сум го бранил името Северна, значи никогаш. За тоа има валидни докази. А прашањето за компромис може да разговараме зошто се залагав Македонија да влезе во НАТО. Еве, може би и сега ова кризава со Украина, со рускава агресија, може би на нас овде кои живееме во Македонија, на ова балканско парче земја, ни помага да се чувствуваме малку посигурни. Не само да се чувствуваме, туку и фактички да бидеме посигурни. Добро, ќе дојдеме до тоа прашање. Прво, само уште на почеток сакам да кажам, никој во Македонија, никој, најмалку македонците, најмалку јас меѓу нив, сме посакувале да го промениме името на државата запишано во уставот. Да, меѓутоа тоа не ве пери, и Амазон реката не ве пери, не ве оправдува, го сменавте вие името и немате оправдување дека вие не сакавте да го сменавте. Јас се надевам дека ќе водиме сега коректен разговор. А ако се навредуваме и ако се прекинуваме, можеме да водиме битка тогаш. Тука сум и за тој фронт, не е проблем. Добро. Од вербална битка никој не е страдал освен јавноста, нели? Не треба јавноста да страда. Меѓутоа ние рековме дека ќе ги вкрстиме нашите спротиставености. Така е, но ако може... Господин Иванов, ако вие го баравте, или ако да не персираме, како сакате? Се едно, вие сте домаќи. Па добро, јас по традиција, мислам сепак ги почитувам гостите и се обраќам со вие. Слободно, како ви е згодно така. Ништо не ми пречи. Добро. Еве најнапред да започнам со ова прашање, па после ќе го опфатиме и тој дел, затоа што сметам дека ќе одговориме на повеќе прашања, на оние, како што реков, јас сме спротиставени, имаме спротиставени мислења и тоа треба да го прифатиме како такво, а не, например, дека еве се вреѓаме сега ние. Вие можете да ми возвратите аргументирано, а не, например, со такви зборови дека јас ве вреѓам. Не ве вреѓам јас. Ако кажете дека сум се залагал за Северна, ме навредувате, но добро, еве, дозволено. Добро, видите, се залагавте, нели бевме на дуел, го оправдувавте тоа, ако не го смениме името, ако не прифатиме, ќе исчезниме како држава. Ако не влезиме во НАТО, овде во Македонија живееме моментално според последниот попис негде околу 1800-1900 граѓани. Никој од нив... Зошто граѓани, а не македонска нација? Затоа што не сме 1.900.000 во Македонија македонци, сме... Тогаш ќе бидеме народ, меѓутоа нација да. Прифатливо е нација, сите си имаат. Добро, ајде, седно македонскиот народ се не е седно, нација и граѓани, видите, граѓани е навредлива работа. Ние сме единствена држава која испушта. Ќе зборуваме и на таа тема, ако сакате и на сите теми ќе зборуваме. Ама додиме поред се, да не скокаме како шаковски коњ. Значи вака да кажеме. Вие ме носите така сега, ако еве дозволете ми да го поставам прашањето и ќе одиме. Не, прво сакам да ве демантирам во старт, затоа што рековте дека сум се залагал за промена на името. Кога нешто се залагате за нешто, не се прави самото по себе за цел.
ниту јас, ниту било кој овде во Македонија сме сакале да се промени името на државата. Никој. Никој. А зошто се промени тогаш? Затоа што решивме два проблема. Прво, со јужниот сосед. Што решивте со јужниот сосед? Значи, вие се однесувате со сега како да сте странец и јас ве доживувам како македонец од Македонија. А вие се обраќате, зошто го смените? Значи, прво со јужниот сосед постигнавме некаков компромис и некако ги изгладивме, барем за идните генерации, несогласувањата до некаде. Овде на овој Балкан, на овој немирен Балкан, малку, барем една граница да не е малку посигурна. И второ, што е поклучното прашање, сите политички партии, мнозинството од граѓани во Македонија, сакаа да бидеме, државата да биде членка на НАТО, и тоа беше условот, тој болен компромис. Поминавме како низ бодликава жица. Сите низ таа жица, ние овде што живееме, излеговме крвави, и повредени, и навредени. Но тоа е болниот компромис. Македонија и македонците, и како народ, и како нација, сме поминале многу тешки времиња, од Илинден и пред Илинден. Сите војни сме ги губеле. Ама во тие војни имало по некое парче победа, што еве уште не држи за цела среќа и како народ и како нација и да имаме своја држава. Ете, тоа е компромисот. Никој не се залагал да се промени името. Туку така, ајде од Кејф да го променим името. Од Кејф на слава се оди, нели? Да, меѓутоа тоа е вашиот став. Јас не го застапувам тој став, дека вие решивте нешто со Грција. Со Грција ништо не решивме. Јас сакам да го кажам сега мојот став, затоа имаме различни ставови. Вие отстапивте, Преспанскиот договор го подпишавте, се откажавте од македонците во егејскиот дел на Македонија, се откажате од човековите права, се откажавте од македонскиот јазик, се откажавте од македонската култура и таму спрема член 7 од Преспанскиот договор многу убаво пишува дека македонци во Грција се лица кои зборуваат грчки јазик, кои имаат грчка култура, традиција, обичаи од античко време до денес, до сега this very moment, овој момент сега кога зборуваме јас и вие, господине Зоран Иванов. Значи, вие се откажавте, ништо не решивте со тоа. Значи, вака, кога велите, вие се откажавте, мислите конкретно на сите граѓани овде во Македонија? Не на сите граѓани, но на вие... Еве, јас го имам... Политичарите, на тие што го подпишае Преспанскиот, на кого конкретно? На мене? Апсолутно, видите, и со... Вие сте еден дел од тие луѓе кои ние ги нарекуваме предавници, така? Добро, може ли јас да кажам, кога вие само да кажам, да довршам. Може ли да ми давате и мене шанса јас нешто да кажам? Да, нема проблем, до сега зборувавте, господине, само да формулирам ова прашањето. Вие извршивте едно национално предавство. Ама вие не прашувате, вие констатирате, во тоа е разликата. Па прашање е ова, па демантирајте ме. Вие извршивте едно национално предавство. Застанете тука, ве молам, тука застанете. Само да довршам. Национално предавство е ваша квалификација и навредувате. Зошто навредувате? Нема потреба да се навредуваме. Јас можам да кажам дека не е навредување конкретно. Можам ли да ви кажам, Ицо Најдовски, вие ја напуштите родната груда и направивте предавство. Нели реков дека се слушаме. Јас се осеќам навреден со променато име. Се откажавте, јас живеам овде со македонци од Драма, од Кавала. Застанете малку. И јас се чувствувам навреден. И јас сум навреден. Па затоа дебатираме. Значи 20 сме навредени, така? Да, затоа дебатираме. Така. Значи не треба сега, не треба да имате презумпција на невиност. Не, јас ќе поставам прашање, чекај. После ќе ми одговорите вие и ќе ми поставите прашање. Ама не ме судите. Колку сте вие виновни, толку сум јас виновен. Ама не судам. Не судам, јас бев против. Јас бев за референдумот таму. Ицо Најдовски. Вие да останевте овде во Македонија и заедно со нас да се боревте, може ќе најдевме друго решение. Вие не останевте тука. Да, јас бев таму кога требаше да се борам, се боревме и во тие моменти знам на што алудирате, каде ме ја носите водата сега по трапот. Не ле питајте, ке ти само ве молам и не навредувајте. Ке тераме муабет. Ама не навредив, што навредив? Употребивте предавник.
Предавници, Јас вас ведошивам за предавник. Па добро, јас го прифаќам тоа. Ако вие сте против Македонија, ако сте против Македонија да се интегрира, ако ја оставате на ова немирно Балканско море сама, да пропадне, тоа сте противник, значи, на државата. Може ли така да зборувам? Ама јас не сакам со тоа речи. Зоран, за мене можеш да зборуваш и да ме оквалификуваш како што сакаш или како што сакате. Но тоа не е коректен диалог. Па како не е коректен сега? Научени вие во медиумите во Македонија да ве галат и да зборувате таму се што сакате по Сорос и па нема проблем. А Ицо, колега, ако сакате да се навредуваме, ајде, нема проблем, ќе нема да се навредуваме, еве тоа. Можам јас да навредувам. Знаете колку? Да, добро, во ред, нема имам енергија за тоа. Важи, нема да се Значи, околу предавството на нашите од Егејскиот дел на Македонија. Околу предавството. А не е само тоа, вие дозволете ми да го поставам прашањето, вие еве 13-15 минути помина, во истиот стил господинот Зоран Иванов не дозволува ништо. Па вие не прашувате, коментирате, ајде ќе молчам. Па нели се договоривме дека е дуел? Дуели, ајде дуел. Ако е дуел, тогаш што барате да поставите прашање? Коментирајте. Или е дуел, или е интервју. Ако е интервју, вие прашувајте, јас ќе одговарам. Ако е дуел, тогаш идеме во ринг, па сега кој кого удри. Да, во ринг ќе одиме. Значи, што правиме? Ицо, правиме интервју или правиме дебата? Дебата, рековме дека ќе дебатираме. Значи, ако дебатирај, немојте да ме викате, не ме прекинувај. Тоа е дебата. Да видиме кој ќе се надвика. Ајде, ќе забавуваме публика. Добро, ќе забавуваме, ќе имаме... Ајде, ќе молчам. Само кога прашувајте јасно да ве разберам. Ајде. Па јасно прашувам, еве, велам, вие, предавниците, зборувам и за оние кои гласаа на референдумот да се промени името, да се прифати Треспанскиот договор, да се прифати Бугарскиот договор. Ама вие не прашувате, вие лепите етикета, велите вие предавниците. Тоа не е прашање. Па вие го гласавте, вие бевте на гласање на референдумот 600.000. И 30, и 40. Не, 610. Бевте за. 640 излегува. Да, 30 беа невалидни. 610 беа за. Значи, повеќе од половината етнички македонци. Пола македонскиот народ. Не се, сите беа албанците таму вклучени, сите роми беа вклучени, сите тука никој не го штити, ма кога самиот македонец не се штити себе си, вие очекувате да штити Али Ахмети? Добро, кој е прашањето, Ицо? Не го разбрав. Па не ме слушате вие како ќе... Не, па затоа што вие констатирате и ме судите. Сега ме судите, ме бесилка една ставете, нели? Ама зашто? Јас ќе ви докажам дека вие сте предавникот, а не Зоран Иванов. Ицо Најдовски. Добро, во ред. Зашто вие не се чувствувате предавник? Не сакате Македонија да се интегрира? Сакате да се распадне, да пропадне? Да нема заштита од надвор? Да биде сама? Тоа ли сакате? Ова парче вардарско уште што ни остана. И второ, може ли некој да ви земе идентитет, кога велите дека на македонците во овој или оној дел им е земен идентитетот? Зошто не ги спомнете македонците во Пиринска Македонија? Земен ли им е идентитетот? Има да се бориме до крај. Кој си е вас ви е земен идентитетот во Австралија? Не ви е земен. Вие сте македонци. Не сме ние македонци, ние сме австралијани. Ви кажав и со пасошот. Па прости тогаш. Ама пасошот не е документ за идентитет етнички. Пасошот е документ за идентификација. За нација. Сите во пасошот сме како вие што имате во личната карта, зошто имате албанец? Кажете ми, имате македонец, ама само да ви кажувам. Не, кажете ми, па вие не сте македонец, значи. Јас разговарам, јас сум македонец сега во ова соба. Студио 4. А само во соба сте македонец. Па за разлика од тоа што вие сте во соба македонец, ние сме македонци секаде. Јас да дојдам сега во Австралија кај вас, ќе бидам македонец. А вие не сте македонец. Ќе бидеш северно македонец, нема да бидеш македонец. Не, ќе бидам македонец од Северна Македонија, а не северно македонец. А вие не сте ниту македонец, значи ниту северно македонец. Не, јас сега сами кажав. Јас сум македонец. Ицо, не сте, сега кажавте дека не сте македонец, дека сте австралијанец. Спрема администрацијата на Австралија. И ти, ами пасошот, и ти спрема администрацијата на Македонија не си македонец. Која администрација?
кој треба да ми тетовира на чело? Па ете тетовирате на лични карти. Не е точно. Абе како? Аман. Немој да шириш невистини. Каде? Како Во ширам која лична невистини? карта? Во која лична карта пишува националност? Ајде. Пишува албанец. Каде пишува. пишува? Никаде не сите. пишува. Не, грешка си. Како сум Ајде. грешка? Многу си грешка. Немој да ти ќе ти се насмеа. Се лична карта кај ми е да најдам, не ми е тука личната карта во ауто ми е, во моето опелче. Да ви извадам лична карта да видите дали ништо не пишува, како може Ама лична знаеме карта. сега ние што пишува, што како ви закони помина се, не се тие само Абе не ги лаже, вака се. Ицо, да ти кажам, и се извини малку. Ајде. Значи, ти си новинар, пред тебе е микрофон. Микрофонот е оружје, е многу моќно средство. Сега се обраќаме ти и јас до јавноста. Не слушаат некои луѓе, дали се 20, 200, 2000, не знам, неважно. Ги има многу. Треба да им ја кажуваме вистината. Па И таа сега е вие- вистината, Македонија е разнебитена. Значи вака, сега вие изнесовте лага. Велите дека во личната карта пишува албанец, македонец, турчинец, ром. Не е точно, не пишува. Не пишува. Не пишува. А што Второ, пишува? сега рековте дека не сте македонец, дека сте австралијанец. Ја ве доживувам како македонец. Вие сами не се доживувате. Не, Трето, ти знаеш да манипулираш. Дозволете, Јас дозволете реков, сега, нема да дозволам. точка да Јас стам. Јас Трето, реков дека вашиот- во администрација не сум македонец, во австралиска администрација не сум македонец. Абе, баталија да... извини. Не, Нема, баталијата е администрација. Јас кога ќе излезам од Австралија, мене ме таму да одам во Јапонија и каде што имам одено, мене ми велат австралијанеци. Не ми велат македонеци. Што се чудиш? Така е секаде. Се чудам, разговараме за твојата етничка припадност. Да, Ти велиш мојата австралијанец. Мојата етничка Што- припадност Што ти е гајле како, што ти е Ицо гајле како те викаат во Јапонија? Па Дали мене си ми е ти како да не ми е Ако си гајле. ти македонец, ти си македонец и во Јапонија. А тоа дека доаѓаш од државата Австралија и си отишол во Јапонија, тоа си турист таму. Не е Ти си така. австралијски државјанин. Македонски културни уметнички друштва настапувале во Јапонија, во Канада, во Америка. И на Па микрофонот, дозволи, на микрофонот велат Австралиското културно-уметничко друштво ќе настапи сега. Добро, Не и велат вие ги маке- поправивте ли таму? Што А како правевте ќе вие? ги поправиме ние? Така ќе им речете, Кога ние ние сме сме- македонско друштво од Австралија. Тоа треба да кажете. Кога ние ја представуваме Австралија, како ќе ги поправиме? Па добро, знаат ли дека етничката припадност ви е македонски? Им го кажавте Кај ли да тоа? зна, абе како како Па зборуваш? борете себе Исусе, што да ви правам? Ако ти не Нема се што бориш, да имаш ми радио, Па еве види сега, ти мене ме напаѓаш наместо да се видиш себе си што си бранел до сега. Види се Е, себе си Зоран. па што гледам си и ти бранел. што си бранел. Ти значи Е, не се бориш за македонците ни светот. За кого Ти не се им борам? докажуваш дека си македонец, ти викаш австралијанец. Па ти си од Австралија, но не си ми австралијанец. даваат мене. Вие попуштивте на се, мене не ми даваат. Вие барате промена во уставот, дозволувате. Промена на името, дозволувате. Сакам да ти кажам дека овде човече не дозволуваат. Ицо Најдовски, навистина со жалење можам да констатирам дека си Да. се одродил, мислев дека си голем македонец, како што се вие представуваш, сте- а вие- излегува дека ти само австралијанец, тоа ти е важно. Не си македонец ни во вие сте Јапонија, одродени. не знам. Слушај, Јас, тие се- на пример, тие јас се сум од- македонец примери. секаде. Еве, да дојдам сега кај тебе на гости во Австралија, Ама ќе не бидам кај мене македонец. да дојдеш, А да ти- дојдеш во А ти викаш не парламентот. сум македонец, сум австралијанец. Е па Не, јас сум македонец. На граница што ќе бидеш ти. И јас Да, на кога ќе граница влегуваш, македонец секаде ќе бидам, Нема да секаде. бидеш македонец. Секаде, Нема да секаде. бидеш. Значи пасошот е документ за Да. идентификација, да вида А дека која е Ицо тоа? Најдовски. Вие се откажавте од вашата идентификација. Ние немаме македонска нација, ние немаме Ама, македонски бе, вака, народ. Се Ицо, откажавте од Асном. Историчар, доктор на науки си. Па нели Историчар. се откажавте Значи, од Асном? Ицо Така? Најдовски, доктор Дали сте се- на науки. дали се Не е откажавте то- од Асном? Не е точно, па сега Како да не е не речам точно? лажете, да не навредума, ќе ви кажам Од Асном зборувате се многу откажавте, невистини. само го имате повикот. Ништо Не, не, друго не е немате. точно. Од Не македонски е народ точно. се откажавте. Сега Не е точно. Македонија е држава на граѓани Послушајме, и на малку сум етнички заедници. Послушајме, малку сум Меѓутоа, постар од тебе. дозволи Една малку, реченица да дозволи. научиш. Дозволи, Документите, лична Дозволи. карта, пасош, се Може документи да ми за дозволиш? идентификација, а не за етнички идентитет. Ти си Дозволи ми да ја македонец, завршам со мислата. странски пасош, но си македонец, а ти викаш Дозволи не ми. сум македонец. Дозволи ми, Зоран, да ја да завршам ти мислата. Имаме Господ нека видено, ти помогне. не го демантирајте, не ја демантирајте вистината. Зошто се менува уставот на Македонија како жените што ги менуваат чорапите?
Која потреба имаше да се мени уставот на Македонија? Зошто се смена преамбулата ако не е отстранет асном? Зошто се го нема македонскиот народ како носител на државотворноста на Македонија да се повикаме на оние кои издвојуваа победата 1944 година? И зошто таа традиција не ја одржуваме и натаму, туку се борите за граѓаните? Македонија не е граѓанска држава, Македонија е држава на македонскиот народ и тие етнички помали заедници. И сега борбата е сведовте со пописот на проценти. Тие проценти сега водат војна за федерализација на Македонија или пак за делење на буџетот, сеедно. Тие пари од пописот ќе одат во... Кое ви е прашањето, Ицо Најдовски? Па добро, вие изборичкавте цела работа. Значи, вие вака да дискутирате, не мораше мене да ме викнете. Пуштете си камерата, зборете си. Тоа е, вие држите академско предавање. Не е точно ништо тоа што го рековте. Ништо. Прво, не е точно дека нема македонци, не е точно дека нема македонски народ во устав, не е точно дека се менува уставот на некој му текнало ко чорапи си ги менува уставите. Мислите дека тебе, Ицо Најдовски, ќе те прашаат во Австралија ако решат таму политичките структури да го сменат уставот? Ти можеш да викаш не е добро се кандидат. Австралија, господин Иванов, не е сменат 200 години од Илинденското восстание. Има политички партии. Нив ќе си ги прашате за тоа. Слушајме, од Илинденското восстание не е сменат, не е чепнат уставот на Австралија. Нашиот устав колку пати е сменат? А кој го смени уставот? Вие, што му давате подкрепа на... Вие што го гласате Зоран Заев. Кажи ми, Груевски го смени ли уставот? Груевски го смени? Мицкоски го смени? Љупчо Гергевски го смени? Кажете ми или не? Љупчо го смени, да. А Груевски не го смени? Кога го смени? Ајде, сети се. Ајде, кажи, во ред, кажи. Па, што се случуваше со уставот? Кој ги амнестираше овие терористи? Па не пишува во уставот за амнестијата. Тоа може, така, тоа е дозволено. Тоа не е устав, Зоран, сега, што кај ги носиш? Немој партиски, слушателите, немој партиски да се закопуваш. За Груевски и за Мицкоски и за Љупчо Георгиевски. Не, како не ти е гајле. Вака, затоа што тие се личностите, заедно со личностите од другите партиски провиненции, кои седат, се договараат и го менуваат уставот во името на граѓаните на оваа држава. Вие ги гласате, господине. Дојди бе Ицо, кандидирај се оде да те гласаме тебе. Кого да гласам? Еве кого да гласам? Ја да излезам на избори, не сакам. Зошто се лутите дека сте предавници, дека менувате? Значи фактот е тој. Не, вака, ти си позади тарабите сега таму, во Австралија, заштитен со државен, со австралиски пасош, со друго државјанство, си се откажа, не си македонец сами отвикаш, а тврдам сите други, наши македонци, што живеат таму, твоите соседи, комши и пријатели, се македонци. Само ти викаш не сум македонец. Кај се во пасошот се македонци, австралиски? Па се македонци. Ете пеат македонски песни, зборуваат македонски јазик, имаат македонска традиција, имаат македонска култура. Како не се македонци? Ако сакаш ќе ти запеам и сега песна. Да те прашам нешто, сега ќе бидам груп. За кого работите вие, Ицо Најдовски? Јас за себе работам. За кого повикувавте да се преку радиото ова сега? За кого повикувавте да се бойкотира пописот, македонците да не се попишуваат? За кого работите? За албанците или за бугарите? Кажете ми за кого Ицо Најдовски работи? Кога повикува да не се попишувате и поради тие ваши повици, колку наши јадници граѓани не се попишаа, одговорете им на вашите сонародници, не мене. Ќе ме слушаш? Ицо Најдовски. Ќе ме слушаш, нема да ме прекинуваш? Не, еве, повелете, кажете ми. Добро. Колку поише бугари испадна и албанци, затоа што ти повикуваште вие, Лицо. Ама ќе ме оставиш сега да кажам? Па не би требало, но ајде, ваше радио. Добро, ако не треба, ајде го кажа. И така ќе го констатираме. Па ти како, чекај, а ти како констатираш вие предавниците вие ова? Па дозволим, јас ти дозволувам, еве кажа ти за кого работи. Па ама нема смисла, ти ја предаде нацијата со бојкот на попис. Апсолутно не предадов. Пописот беше сготвен партиски помеѓу Заев и Ахмети. И ние кога ја прочитавме методологијата. Немој, гледаш ли колку има малку? Кога ја прочитавме методологијата на пописот, видовме дека не е во согласност со Обединетите нации, со инструкциите на Обединетите нации и на Евростат. Не беше.
Затоа што ниту една држава во светот Евростат го призна пописот. Го призна Ама Евростат остави пописот. сега тие работи. Тие го кажување призна. таму. И Кажување Обединетите нации го признае пописот. на некој друг кажувај му, не мене. Го го признае со 200-300 остави ги помалку тие работи. македонци, благодарејќи на твојата кампања за бойкот на пописот. Не е нивна работа. Не ги исприша македонците од Австралија и од другите Тие не континенти. се институција да го поништат пописот, извини. Не може тоа така се како што ќе ти текни тебе. Тие го признаваат, нормално признаваат, затоа што ние се сложивме на предавство уште едно, да ги крените албанците таму до 50 до 40%. Да, Само ги дозволи ми крена да кажам. албанците, ти ги крена албанците Ицо Најдовски Не, со не, твојата јас кампања, не. македонците да не се попишуваат. Не, За дозволи. бугарите ли работеше, кажи ми? Не, искрено. За албанците или за бугарите? За Не, кого работи? вие сте научени на шпионажа и работите. Јас работам волонтерски во радиото. На каква што може да се шпионира од овде од Македонија? Па еве земате по 2-3 илјади долари од влада. Вие барем правите советници сте таму, па децата ви работат. Кој? Ајде со име и со презиме. Има многу сега, нема се со име презиме. Ако мислиш на мене, не земам ништо. Знаеме ние, не сме ние сега. Каже колку ти земаш сега ајде за да не овој бегаме. период? Не, ти Апсолутно колку ништо. пари земаш, ако така одиме, ајде да те прашам тебе. Ти колку пари Да земаш се што вратам, работиш во да се радио? вратам на пописот. Не го избегнуваме пописот. Колку пари што шириш Не. антимакедонска кампања преку ова радио, Добро, што дека- дел предпоставам го плаќа австралиската држава. Така. Знае ли австралиската држава дека водиш антинационална кампања против македонците? Дека ги повика на бойкот да бидат Знае. помалку, да бидат албанците повеќе? Дали знаат? Знае. Македонците во Австралија се многу национално зрели и свесни. Македонците не можеш да ги повикаш. Не. Мислам Не дека можеш немаш да ги право да повикаш. зборуваш во име на македонците. Имам право да зборувам. Ицо Најдовски, македонците, ти го земавте затоа тоа што- право со повик на бойкот да не се Не. попишат македонци. Не. И сега вели, испаднаа повеќе албанци благодарејќи на бойкотот на Ицо Најдовски. Ти можеш да зборуваш што сакаш. И на меѓутоа, злоупотреба на оваа камера и на овој бойкотот- микрофон. Бойкотот на И македонците. нема поголема навреда за македонците од ова што ти го направи со повикување на бойкот. Нема. Не, големата е навреда Не што смали, не направи послаби, помали. прифаќате попис. Ги каде крена што бугарите и ова. Ниедна држава во светот, господине Иванов, не попишува иселеништво. Само вие сте уникатни. Аха, затоа бойкотиравте. Да, вие сте уникатни. Каква корис имате вие со буџетот на Република Македонија, со Ицо Најдовски, на Ицо фамилијата? Чекај, Ќе делите пописот е статистика. Зошто на избори диаспората може да гласа, а не може да се попише? Дозволи да кажам сега. Зошто не се попишавте како македонци? Беше методологијата против македонските национални интереси. Експерти за пописи, а вие зборувате за методологија. Апостол е експерт. Па зошто му е врзан пописот со надуи представник политички, ако е тој експерт? Па има закон некаков, Каков закон го дојсе? Јас го дојсов или ти? Не, пратениците народни. Евростат го донесе или Обединетите нации? Не, пратениците што граѓаните ги избраа во македонскиот парламент направија закон. Какви пратеници? Сите се фотелјаши, 120 таму, фотелјаши се. Добро, малку ли ти е што мене ме навредуваш, еве тука сум застанал и не бегам, сега сите ти се виновни у Македонија. А виновни се која ми ја продава државата. Која држава? Па дојди си бе овде да чуваш Македонија. Што да ти рече. Па Дојди си тука да. Таму ти знаеш си застанал преку тараби сега и ми ја продавате државата, вие сте предавници, вие полека виц, полека. Дојди овде, дојди на една жолта, на една македонска салата лута. Ама го избегна. Дојди да си направиме домаќински муабет. Да видиш како е кога војна ти тропа на врата, кога некој сака татковината да ти ја подели од уште ова вардарско парче што остана. Дали за тоа водите сметка? Ова генерација, на кого, на бугарите ли да го дадеме? Ова генерација како трча по тоа кафињата, јас на шала еднаш во Скопје врвам на улица Македонија и на еден од професорите, колегите, имам колега, реков денес кој празник е во Македонија? Не бе речице, не е празник. Јас се правам на удрен. Како реков не е празник, гледа, реков овие ресторантите тука полни се. Не рече сите се на работа, сега се на одмор. Але секој ден тие кафулина се полни од 10 сато до 2 сато, никој не стои на работно место. Ја задолжувате државата и со пописот истото го направивте,
ќе земате сега пари, ќе го делат буџетот Добро. локалните Можеш ли да не ја плукаш цела самоуправи? Македонија, еве по мене плукај, може ли? Не ја Не, плукај, не, се сите јас- ги исплукај, од политичари до пратеници, до устав, Зошто ќе ги до- галиме? до држава. Зошто се Абе, политичарите Ти таму? работиш против Вардарска Македонија, против ово Зошто парче што ни остана. политичарите се за тоа, за тие се јавни личности, за тоа се Значи, платени. Најдовски, ве молам вака, сега ви се обраќам, ве персирам. Немојте веќе да ја спомнувате Македонија, не сте заслужиле да ја спомнувате бидејќи се откажавте дека сте македонец. Прво. Второ, еден добар збор за нашата татковина не кажавте. Дајте го микрофонот на некој од другите наши што знаат малку што ја љубат оваа земја. А тоа што некој не работел. Си има таму раководители, шефови. Каде се тие, Зоран? Се сеќаваш на нашата дебата кога ви реков дека не треба името да се смени, туку менталитетот треба да се смени на човекот што е во институцијата. И сега имате 8% од народот, Кажете ми како, што не верува во правосудството, во правда. 8%. Зошто е тоа така и мене ме обвинува? Затоа што не сме Австралија ние. Народот го крадивте, се кради до гола кожа. Одете таму во птичари, одете во папати, одете во селата, луѓето имаат рани на нозете и на рацете, не можат да спијат на креветите. Се е точно. Се е точно. Дека се испокраде државата, дека администрацијата не ги вреѓаме сега раните. Дека се партизираат институциите, дека има криминал. Ицо е предавникот. Пак не, Ицо е предавникот на македонската нација и народ. Да, предавникот на државата. Ицо го истуре тутунот и грозијето во Прилеп, грозијето во Кавадарци. Ицо ги вика на штрајк. Ицо сега учителите ги вика образованието на штрајк. Се е така. Се е така. Праските во Росоман, јаболката во Тетово, јаболката во Преспа. Така е. Така е. Точно. Така е. Тоа е точно. Тоа е Јас сум виновен за тоа. За тоа најмалку. Ти си виновен само што на пописот излеговме помалку македонци отколку што сме. Зошто имавте врзан потпис? И направи мечки на услуга на албанците и на бугарите. Зошто имавте врзан потпис? Апостоло? Апостоло, зошто имаше врзан потпис? Законот е таков се, зошто каков закон одиме, нели одиме по Европска унија и Обединети нации? Каков закон се вие како ќе ви текне така правите? Абе твоите пратеници, народни избраници, како пратеници? Што мене, ја не сум пратеник. Па јас не сум пратеник, па нито сум ги гласал јас. Вие ги гласате и ги крадите народ, невиниот човек. Еве сега си изгласа таму плати, патни трошкови, патарини, земаат по не знам колку илјади, по 3-4 станови во Скопје имаат, малце им се. Па и без пари требало да патува, па и патувањето. Точно е, се е точно. Тука те поддржувам максимално. За разлика од тебе, ние овде водиме војна против таа бирократија, против таа криминал, колку може. Дојдеш ти да работиш во нужниците 4 години како Ицо Најдовски, да дојдеш да работиш во кокошките на година-две, па ќе те видам јас тебе како ќе браниш ти Македонија и дали ќе попуштиш така како што зборуваш сега. Чекај да те прашам, мислиш дека не сум работел јас? Физички работи? Цел живот работам физички. Цел живот работам физички работи. Не конкретно само за тебе и за ти. Го гледаш што е спортскиот аеродром во Скопје? Јас, Зоран Иванов, со голи раце сум го направил. Јас. Значи јас. Сам. Сум организирал со мои пријатели и другари. Сум одел, сум гребел за вајци, сум ги носел поручеци, сум им носел домашна ракија на мајсторите, го направија. Него стои. Ние државната, знаеш што е патриотизам? Што нешто за без пари ќе направи за својата татковина. Да, еве јас работам на радиото без пари. Црквата тука што ја направивме, ја помагав и работев без пари. Супер е тоа. Тоа е патриотизам. Друштвото Јане Сандански, кај што играат трите мои деца, работев и одев без пари. Трошев. Поддржувам. Тоа е патриотизам. Сдруженијето на учителите во Викторија, Австралија, бев секретар години, бев без пари. И колку треба јас да работам, што треба да работам? Јас тебе не ти префрли за тоа. Ти кажувам за мене. Агенцијата државна јас ја направив за без пари. Значи за бесплата. Без. Како државна без пари? Значи јас работев без пари. Волонтирав. Значи бев директор и главен уредник и не земав ни банка. Значи волонтирав. Дали ти може да на оваа држава сум ми донел, не знам,
околу 70, Добро, Зоран. 80 спортски Јас го медали, слушав, од кој, слушав, дозволи, од ги кој слушав интервјуто 34 со Крстен надвор од Терзијски. Југославија уште, нели? Значи Да, сум да. донел, сум бил, сум ја представувал Македонија надвор од државата. Сум донел медаљи и пехари. Не знам што уште сум, да не ти кажам што за безпари сум направил уште. Така, и ова ти што си го правил, Не јас го сакам сега, почитувам. ајде, можете ја закаснам работата. Кажете ми, вие во Австралија, кажи ми, што се расправате со црквата? Зошто меѓу себе се тепате? Што е тоа со црквата? Затоа што владиката Кажи Петар, ми, еве ти ти викаш, кажувам, ние слушај. овде сме раскарани во Македонија, па и вие сте таму раскарани, за Ама жал. слушај, ти не слушаш да ти објаснам. Ајде. Јас ова сега. 2002 година го кажав на Сител телевизија со документи, со тапиите. Митрополитот Петар сакаше да ги пиши тапиите на негово име од црквите. Ние Не ме интересира тоа, дали се смирите или уште се карате, тоа прашувам. Како не те интересира тоа, како? Сега ме прашат и зошто се караме. Нема, тоа е ваша работа во Австралија, него Ама дали зошто се ме прашуваш да губиш време сега? Не, сакам да кажам дали се смиривте вие македонците таму или уште сте поделени за кој црквата ваква или онаква, тоа прашувам. Ма нема се кога. А ваму ми зборуваш за поделеност. Епа такви сме ко народ, што да правиме? За секе си испокараме, не? Па тоа треба да се сложиме тука, не ти да ме напаѓаш мене, јас пописот спрема Евростат и Обединетите нации, методологијата не е точна и Најдовски, ако вие мене не ме навредувате, нема ја да ве навредувам. Ако вие не ме напаѓате, нема ни ја да ве напаѓам, бидете сигурни. Но ако ми лепите етикети неправедно, ќе ви лепам и јас. Да видите како изгледа. Лесно е вака, што мислиш, Зоран Иванов тука ќе оставна за качалка и сега ќе го полека, битка е ова, така? Еве, полемизираме, повели. Сега ќе молчам 3 минути. Ајде молчи 3 минути, да кажам дека пописот... Ама само со вистина. Со вистина. Јас многу сум благодарен. Многу важна работа, да. Тоа е алатка за вистина. На вистина и нашите луѓе овде во Австралија ви се смејат, а јас како така малку како да се ширам како паун, што мислите дека имам јас толкава, дека мојот збор толку вреди овде и јас што ќе кажам 350.000 македонци, односно 100.000 македонци. Ќе те прекинам, авторитет си таму. Имаш Радио Плюс, јавен сервис имаш на македонски. Знаеш колку има радија во Австралија македонски? Во Мелбурн има само 7-8. Ти не си било кој, ти си доктор на науки. Таму си авторитет меѓу нашите. И ако им кажеш бойкот нормално. Ама јас не ги лажам нашите. Како не ги лажеш? Па не. Не, мислам треба да им се извиниш сега и да кажеш дека благодарение на твојата кампања албанците испеднаа повеќе и бугарите повеќе. Дека вие пласиравте, депониравте попис партиски на Заев и на Ахмети, договор личен. Па еве излезе Апостоло, кажа дека 130.000 не се попишани, не се знаат, се попишани, меѓутоа не се знае што се. Таа една грешка. Втората грешка е 8.500 до 9.000 атеисти беа методисти беа префрлени на атеисти. Агностици. Па добро, не е важно, ама тоа е исто и сега и тоа ќе го оправдаш. И тоа е исто, и тоа дозволи се. Ама за бойкот ништо не зборуваш за себе. Ама еве зборувам. Кажи за себе. Да, извини се, еве ти шанса, извини се на нашите македонци во Австралија. Извини се. Не бе како да да продадов. За да имаш Абе Македонија да имаш чиста совест, административно ја доведовте Македонија административно на 30% албанци. Каде има 30% албанци? Па нормално, па затоа што ти викаше на бойкот македонците да се попишат. Ама бројките беа договорени пред пописот да се објави. Ама и со тебе изгледа договарале штом повикуваше на бойкот. И ти си учествувал во договор. Само што тие за 3 месеци најавија и одма решија да направат попис. Која е таа итнина? Така кажи Ицо. Сега ми се врте филмот и ти си актер во договарањето. Шом викаш не се попишувајте македонци, ти учествувал во тоа. Зошто беше толку итно да се направи попис? Кажи ми зошто. За сега да можете 20 години не е направено. Па за да може сега да има борба помеѓу процентите на едните и процентите на другите. Сега имам чувство дека ќе се радуваш ако се распадне оваа држава Македонија. Предпоставувам сега дека во следната влада ќе ви донесат уште еден и сега или ќе направат уште една влада,
каде што ќе бидат внатре Касами, Селја, Мицкоски и сега спрема она што помина некника и Селја во нивната програма на партијата, тие бараат промена на уставот. И веќе се најави дека не е проблем да се смени уставот, да се отвори. Па Мицкоски сега рече вчера, не е проблем. Па не, па висам за Мицкоски велам, не велам за Иванов, за Зоран. Ама што да правиме сега? Па не, па тоа е предавство. Чекај, што е предавство? Затоа се направи, затоа тој попис се направи, за да може сега да се отстапи. Има политички партии во оваа Македонија. Па што ако има политички партии? Тие си имаат свој член, вие не свој вие не ја сакате Македонија, вие трчате по партиите. Вие трчате по партиите, живееме ви нудат пари и сакате да живеете. Што мислиш, ти си отишол во Австралија? Мислиш дека јас не сум можел со моите 3 деца и 5 внуци да отидам негде во странство? Па си имал лакшарен живот. Ама си имал удобен живот. Ти да беше како мене на село, да стануваше во 3 сата да бериш тутун и дента доаѓаше со кравите и вечер. Што значи удобен живот? Што е удобен живот? Што е? Што е удобен живот? Удобен живот. Да, имавте пари да идете на училиште, имавте пари да идете на школо, имавте пари да купувате фармерки. Ама сега ти твоите фрустрации од детство сега не ги историја вака јавно се појавуваат. Па ја ли сум виновен што сум се родил овде на ова парче земја? Не, од цела Македонија во Скопје се собравте 650.000. Вратете се назад по селата. Ако нема инфраструктура во државата, по селата, нема живот. Што вие ќе живеете ако не земате буџет врз основа на тие проценти? Затоа го напумпавте ова пописот и сега тие толку ќе лапаат, вие толку ќе лапате, онај народ, онај селанец ќе умира на село. Добро, зошто не дојдеш и овде да малку да спасиш ситуација, да попреш, формирај партија, движење, дај револуција да кренеме, ќе застанам за тебе. Да нема бирократија, да не пијат кафења овде на улица Македонија. Не сам овде да не крадат, дај доаѓе да нешто да работиме. Јас сум за револуција, ајде. Излегов пред собранието 2018 година, јадов ќотек. Како ќе организирам? Чекај, од кого јадеше ќотек? Од полицијата. Ми ги свитка рацете, ме легна на носот. Ете нас, имаш на Радио Слободна Европа видео моје, да не ти го пуштам сега, како мене полицијата ме гази карши влада на 5 мај 2015 година. Ме гази. Па се што да правам? Затоа се префрле на нивна страна. На чива страна? На полицијата? Кога го слушам она... На чива страна? Кога го слушам она интервју со Крсте Црвенковски 91 година. Грешка си, ја не сум имал интервју со Крсте. Сакаш да ти го пуштам сега? Јас интервју со Крсте. Со Крсте Црвенковски не е грешка, си пушти го. Сакаш да го пуштам? Сега ти го пуштам. Супер. Ама јас со Крсте не се сеќавам да сум прав. И ако не се сеќаваш, јас го имам. Одлично, супер. Пушти го. Зашо да не? Ја не бегам од тоа што сум работел. Пушти го. Зошто да бегаш? Само пушти го и ова на пушти го слободно. Пушти го и она на Милошевиќ. Па да, и за тоа зборувам. Кај се наоѓа. Пушти го. Се пушти. Само за момент да видам дали знаеш. Тоа радиско некој изјав појма немам. Да не зборало нешто, а јас сум известувал од некој конгрес. Тоа не знам. Не, ти го правиш интервјуто. А Крсте Црвенковски, па ја колку што се сеќавам на тој лик, да. Тој беше голем патриот македонски. Па и ти беше таму патриот со прашањата, не си како сега. Сега се потнеш од петици си потнеш. И сега сум патриот, само ја не живеам 903 година. Не си патриот, како си патриот кога се движи, како сега, времето се движи и со не стои. Мораш да се адаптираш на околност. Ти си од Париз, сега јас сум од Оптичај. Така? Да. Сам се представи. Па добро, во ред, знам јас. Еве, тука на демонстрација одиш со овој од цивил уредникот, како се вика? Да, не знам, не е уредник, не е веќе во цивил тој. Еве го интервјуто, само да видам дали ќе го пуштиме како што треба. А ова е со Бранко Црвенковски, не со Крсте? Па добро, не знам со кој е. Да пишува Крсте Црвенковски. Слушај. Ајде, 91. Ајде.
Па супер, ова да ми го прати да го имам Нема вака да ти за... слушај сега доста. Ајде. И што е спорно, не те разбирам. Ништо. За овие луѓето Абе што добро, ме остави гледаат... ги да ја слушнат луѓето. Па нема ништо. Како нема? Дај тон, нема. Ја не слушам, ти слушаш? Слушам, јас и народот слушаат. Супер, ќе ми раскажеш што е. Не слушам, немам тон. Вклучи го тонот на овој тон кај мене, ако можеш. Ќе ти раскажам, чекај. Ајде, раскажи ми, што сум го прашал? Слушај сега, слушај интервјуто оди. Ја не слушам, ајде ти слушај. Добро, молчи. Молчам, ајде. А, сега има музика некоја. Чекај, сега ќе ти го пуштам да го слушаш тука. Пушти, а можеш и да ми го пратиш кај мене за да го имам да го чуем на рад. Пред која година тоа? 90 или која бил? 91. Денеска со опспред на основните појави и процеси во македонската народно-ослободителна војна, што ни го нудите учесниците во таа борба, Крстен Црвенковски во разговорот со уредникот на првата група Македонското радио. Слушаш? Крстен Црвенковски, во вашите јавни истапувања сте ги изнесували сознанијата за карактерот и особеностите на борбата на македонскиот народ, која започна во 1941 година и тука, на овие простори, заврши со победоносно општонародно восстание со конституирањето на македонската држава. О, да, ова по повод 11 октомври. 50 годишниот јубилеј од почетокот на оружената борба на македонскиот народ. Да, да. Што ќе им речете на порачате на слушателите на Македонското радио? Супер, браво Зоран. Основните карактеристики на борбата на македонскиот народ од 1931 Се сеќавам. година. Се сеќаваш? По повод 11 октомври. Епа добро. Пушти ми го кај мене да го чујам ја на Танане после, да се подсетам на младост. Во сите три распарчани дела на Македонија. Према тоа, ако сакаме да правиме една објективна историска оценка, тога мора да кажеме дека некои досегашни званични тврдења, дека тука се дигнало востанието благодарејќи на повиква на КПЈ и така натаму, се звучат денеска многу еднострано. Мислам дека основниот фактор, основниот генератор на востанието на македонскиот народ по сите три дела беше неговиот вечен порив во борба за слобода. Вечен порив кон слободата. Затоа што тие три дела, во сите три дела познато е дека комунистите беа тие што ја предводеа борбата. А сите тие комунисти припаѓа на три различни комунистички партии, кои имаја различити погледи за борба против окупаторов. Тој чак дури некои спротивставени еден на друг. Према тоа ние нишката треба да ја бараме во самиот народ, по неговото сознание, дека во таа голема битка која се водеше на тлото на Европа. Голем човек беше Крсте. Да, Крсте и ти велите македонците од Егејска, Пиринска и Вардарска Македонија. Сега Па и ти се сега. а не си истиот сега Зоран. Не е точно. И истото Точно. го зборувам и сега. Значи вака, кога го праша, кога Не си Васко истиот. Ефтов, слушај, значи ме прашува вака, на кој јазик зборуваат македонците во Егејска Македонија? Јас му велам на македонски. Значи на македонски се На зборуваат. кого му велиш?
На Васко Ефтов ме вика вака како ти сега. Васко Ефтов постави го, со Васко Ефтов сте едното. Добро, ајде Никола Димитров, поранешниот министер за надворешни, го прашуваат, не знам, на некоја телевизија, на кој јазик зборуваат македонците, тој молчи. Гутна кнедла. Така, а тој е од таму. Значи, јас напишав јавно напишав на компјутер, на ова Фејсбуков постовите, дека македонците зборуваат македонски јазик. Тоа што таму грчкиот јазик за цела држава, како кајва што е англискиот, нели, службен за цела држава, таму е службен грчкиот. И тие кога одат на работа зборуваат со грците или со другите таму, се зборуваат турци или што има албанци, се зборуваат на грчки јазик, но дома се зборуваат македонски, тоа е нивни мајчин јазик, тоа никој не го спори. Како бе, Зоран, извини што велам бе, како не го спори, историјата кажува, нашите луѓе овде се живи, има по 90 години, 90 неколку години. Мик Велјовски е уште жив и дојде на 35-та година во Сиднеј живеј, ќе одам сега следната недела, ако успеам да правам интервју со тој човек. Што е спорно, кажи ми, кој го спори? Спорно е тоа што велиш дека можеле да зборуваат македонски дома. Па за еден збор се сечеше уво, за еден збор се вадеше око. За еден... било фашизам. Па кажи го тоа. Па 100 пати сум го кажал дека грчката политика према Македонија била фашизоидна од секогаш. Дури и сега уште има елементи, но и таму се менува нешто, конечно малку да видиме дали ќе се цивилизираат. Ова што Бугарија ни го прави, тоа е исто фашизам. Ти да негираш цела нација, цел народ, тоа е фашизам. Нашите во Егејска Македонија имаа таа трагична судбина, зашто треба да се знае, а се знае, дека таа битка не била битка за Македонија да биде поголема државата. Се договориле Сталин, Черчил, таму Рузвелт си направиле подела. Битката била дали ќе биде комунистичка државата или ќе биде капиталистичка. Сталин давал оружје на комунистите, на ДАК, овој Черчил фрлал бомби, ова. И грчките комунисти ги издадоа нашите партизани македонски и ги издадоа на грчките власти и оттаму почна прогонот, најтрагичниот дел на македонската судбоносна историја. Тоа никој не го негира. А како не ги негира напалм бомбите? Јас ги имам луѓето во фамилија ми се. Напалм бомбите кој ги кажува? Черчил, кој? Не, кој? Англија. Од нас кој кажува? Кажува некој дека се употребија. Јас кажувам. А зошто кога ти? кажувате во официјални состаноци таму Зоран Заев и не знаеше како да му се пикни во подпалтото на овој. Абе, сврти му телефон на Зоран Заев, па праше го. Па не ти кога Шо беше мене во... нека за Зоран Заев? Кога беше во опозиција... И мене ме сменија, нели? Во таа борба за македонство. Во опозиција кога беше, имав интервју. Мене ме сменија во таа борба со Захариева, со бугарската твојата пријателка министерка, на која со бојкот на пописот вака на дланка и легнаа податоците нејзини. Има помалку македонци, поише албанци и бугари, таа е пресреќа. Јас заради неа страдав. 3500 се бугари во пописот. 3504. Да, не се 4, 3500, и ако и тоа се смени... 3504 се, како не се 4. Добро, реков да не велиш и 4000. А ти да не си 3505-тиот, пошто не знам. Пошто работеше за нив со Бојко се. Не работев. Јас туку не сакаш да признаеш дека... Види, ја не сум на надпреварот да играм па да признавам нешто промашив пенал. Јас сум као тебе на публика и тука... Не си како мене сега, ти можеш да видиш како... Знаеш кога беше како мене? Кај што зборуваш со Крсте Црвенковски, кај што зборуваш со Слободан Милошевиќ, кај што му велиш, 2 пати му велиш ти, во кој град сте, господине председателе? Ицо Најдовски, не во кој град, не во кој град, не, во која држава, не во кој град. Не, застани. Во која држава? Значи, истиот е Зоран Иванов, истиот е. Како бил пред 50 години, така и сега. Може да не ти кажам корените на моето семејство, колку има страдано. Добро, кажеш ти покасно, само да кажам јас, може? Нема што да кажам, покојни се, што ќе кажам. Не, чекај. Сега ти му велиш на Милошевиќ, те гледам јас и велам, а лав да му е овој новинар, ќе бидам како него. Ќе се огледам на него, види го што му вели на Милошевиќ, во која држава си. А тие се вратија од состанокот, тој се враќаше во Грција за поделба на Македонија со Караманлис, така?
Сега тој се направи на Лудничов, не те разбра. И ти даде одговор во Охридсом. Ти му велиш него, го знам ова како оче наш. Слушни го еднаш, не рече во Охридсом, рече нисам разумел питање прво нешто. Се правеше на Трипол, па Киро Глигоров нешто на уво му преведуваше и овика, налазим се у социјалистичкој? Налазим се у Републици Македонија. Не, социјалистичкој Републици Македонија. Не сакаше да каже дека сме независни. Република рече, а не сакаше да каже дека не е самостојна во таа смисла. Затоа рече социјалистичка. Да, и Киро рече, тука не може, суверена. Ја го прашав во која суверена држава се наоѓате. Он вика, налазим се у Републици Македонија у суверено Југославија. Не сакаше да спомне суверена за Македонија. И тука беше конфликтот, зашто ние веќе почнавме да се одвојуваме. Јас со моите текстови, војна водев со ЈНА, со паравојската, со да не кажам да не испадне дека се фалам. Но кажи, тебе ако нешто ти забележувам како колега, што повика македонците да не се попишат и сега испаднавме помалку од колку што сме. Тоа ме боли малку на Македонија. Не може. Има попис за 10 години. Јас не сум институција. Слушај, за 10 години Ицо Најдовски ќе има попис и се надевам нема тогаш да повикаш на бойкот. Мене може би ќе ме нема, нели? Но ти оставам аманет. Да повикуваш на попис. Ајде да те прашам уште за овие работи. Ова сметам дека го направивте четвртиот удар на Македонија и македонскиот народ. Прво беше тиранската. Пак обвинуваш сега. Пак обвинуваш. Дозволи се да поставам прашање, одговори. Ама не е прашање. Тоа не е прашање. Прашај, дали го зададовте четвртиот удар? Тоа е прашање. А ти идеш со констатација. Вие го зададовте четвртиот. А кој беа првите ти? Добро. Ќе учам од тебе. Да, добро, дали го зададовте, ајде ќе се коригирам. Па така, го преформулирам прашањето. Одма ќе ти кажам не. Дали го зададовте последниот удар со пописот, а претходно беа тиранската платформа, Преспанскиот договор, Бугарскиот договор. Отстапивте двојазичност во Македонија, отстапија. Дали отстапивте двојазичност во Македонија? Дали се употребува двојазичноста на цела територија на Македонија? Видовме и полицијата дека има сега двојазична полиција, имаме на униформите, а како се издаваат наредбите, командите, не знам. Сега да се префрлиме на Преспанскиот договор. Се откажавте од малцинството, од македонците во Грција со устав, со промена на уставот се откажавте. Се откажавте и од античкиот дел од историјата на македонскиот народ и им дозволивте на грците да имаат монопол врз тоа, а никој во светот нема монопол врз античкиот дел од светот. Ниту Египет, ниту Добро, да почнам многу прашања, од кај да почнам? Уште ли има прашања? Ајде да почнам едно по едно. Ај од последното. Гледам дека многу добро сега ме сослушуваш. Не, од последното после пак постави прашање, да не можам да ги запамтам, толку не држи више паметот. Ајде да почнеме од последното. Од последното. Ајде. Значи во минатото, ама ќе ни остани бугарски. Не. Прво треба да расчистиме една работа. Дека сега чисти ти што сакаш прави се, јас те слушам. Не, сакам да кажам. Терминот секогаш кога ова го разговараме, треба да имаш предвид дека е компромис. Тој термин ние и ти дома веројатно со соседите за нешто правите некој компромис за да не си пречите. Не правиме компромис за жените. Не, чекај се. Како чекај? Има работи што нема компромис. Значи, тоа значи Македонија да не се интегрира, да остане така како што е. Каде се интегрира? Каде е Македонија? Еве во НАТО. А што има НАТО и така на НАТО се влезе во. Ами тоа прашај си ги политичките субјекти овде се. Сега ме прашуваш, ја да одговорам, ти не ми дадеш да одговорам. Околу нашите македонци во егејскиот дел на Македонија. Прво да ти и јас сум сонувал и уште посакувам. Камо среќа да е Солун да беше наш, како што ветија едни политичари. Ево ти кажи го Лјупчо Георгиевски, зошто нема срамење? Камо среќа во Македонија големата да живеат само македонци, ни една друга нација да нема. Не е можно тоа.
И па сега, ако не е можно, правиме компромиси. Ја не посакувам компромиси, ама животот те тера. Околностите те терат. Второ, било некојаш 903, 887, 923, 44. 48 беше Зоран, 48 и таа многу датуми да не спомнуваме. Значи еволуира и државата и народите и не е ништо замрзнато. Околу антиката се согласувам. Тоа е тежок и болен компромис. Многу се согласувам. Ми е жал што немате македонско знаме позади вас, но имате знаме кој не е на македонската држава. Тоа е античкото знаме. Тоа е македонско знаме, но не е на македонската држава. Но национално. Се едно. И ти немаш државно знаме зад тебе. Така, па јас сум дома сега, извини. Еми, Дома сум. Добро. Имам знаме у филка да го извадам, се не се сетив, ако толку сакаш, ќе го раширам вака. Но друго ми е зборот. Вие сте историчар Ицо Најдовски, доктор на историски науки. Кажете ми, дали историските настаните воопшто што се случиле во минатото или вчера што се случило, може да се променат? Не може. Точно е овој компромис сега нешто така толкува. По 10, 20, 30, 50 години, други генерации ќе дојдат други времења, ќе ја вратат вистината можда. Ние направивме болен компромис за да направиме исчекор во интеграции, за да спасиме ова парче земја. Што спасивте? Луѓето немаат леб да јадат. Што спасивте? Сега збориме за интегритетот на државата или за социјалата сега? Сега не ме шетај за лебот. Нема да јадат, точно мрзливи сме, немаме земјоделие добро, не знаеме да работиме, крадеме, пијат кафиња, викаш на улица Македонија, бюрокративи место да работат. Точно е тоа. Така? Да беа во Австралија, пола администрација ќе избркаја надвор. Овде партиите се моќни, ги буфтаат, ги пукаат таму. Ќе помине и таа мода, еве нема пари државата. И се што ќе прават? Ќе барат приватен бизнис. Ќе се случи и тоа, полека. Што беше другото прашање? За Бугарија? Зошто се откажавме? Зошто? Не ми даваш одговор зошто? Зошто ги откажавте? Која држава во Европа или околу нас се откажала од своите малцинства? Која држава? Албанците ние со тиранската платформа ние скроиле капата. Вака, може ли исто така. Дали е можно? Чекај, дозволи се. Бугарија не, едно по едно идеме. Едно по едно. Па не ми го даде одговорот за Еве ќе го дадам дали се откажале. Па подсетиме за другото прашање. Добро. Значи и да сакаме, и ти да сакаш, јас да сакам, било кој, не можеме од некој да се, можам ја од тебе да се откажам. Можам вербално да се откажам. Може да напишам писмо се откажам од Ицо Најдовски. Да, писмено. Што значи тоа? Ништо. Така? Како ништо не значи. Кога некој родител ќе се откаже од детето. Ами што значи? Тој престанува да биде родител, па тој му е родител пак на тоа дете и тоа дете е негов син или ќерка. Не може, Ицо. Тоа исто кој што ме вадиш на личните карти пишувало или пасош имам и нема. Осте лични карти, зборувај се за античката историја, зошто се откажавте? Па нели преска спомнав компромис за да се спаси ова парче земја. Добро, компромис. Да се интегрира во НАТО, во некој безбедносен систем, направи некој болен компромис затоа што со таа фашизоидна грчка политика, вие знаете од тој дел кај што припаѓаат тие луѓе, најдобро знаат каков ќотек јаделе од тој фашизоидам. Така? Кој бега од тоа? Ќе дојде времење, ќе дојдат и таму може некои нови генерации. И таа Грција може ќе се цивилизира малку, ќе се тоа настаните ги има депонирано, ти си учел книги историски во архивите, не знам, во Вашингтон, во Њујорк, во Берлин, во Москва, има книги. Што сакаме ние сега Германија. Ние што сакаме да напишеме дали биле фашисти бугарските 41 или не биле, ние може да 100 пати да кажеме не биле и да подпишеме дека не биле, кога у сите архиви стои дека биле, така? Тоа сакам да ти кажам, тоа се компромиси. Да, меѓутоа сега се бришат учебниците, се бриши зборот фашизам. Еве мојот колега Драги Георгиев на чело на комисијата. Јас се сеќавам како денес. Види, ја поддржувам, колку да знаеш, поддржувам да не ги труеме младите генерации со неделата на нивните прадедовци. Тие како трујат тие во нивните држави? Па
Па и тие ќе ги именуваат Па учебници. не ги менуваат, како Па менуваат? нема ни ние Па да ги еве, именуваме тогаш. Па еве, ние не можеме да регистрираме политичка партија во Бугарија. Ние можеме само здружение да локално ниво да телевизија Јас немаме. кој зборам, па Ние јас телевизија устава пена ми немаме, фати и текстој телевизија- милион телевизија- напишав дека таму уште Телевизија Тодор немаме Живков на во власт. Пиринска Македонија телевизија. Па нема ни од Така е. И од Македонија Така е. нема македонска сигнал нема. Така е, Ицо. Така е. Животот е борба, ќе се бориме. Ќе има. Па тие се борат, пукне јас и им таму честитам. тиквата. Јас утре ќе имам интервју со Стојко Стојков. Заради сега Јане Сандански, 107 години од смртта, Супер. од убиството. Супер, Нашите така и слават треба. во Мелник. Меѓутоа, нашата предавничка влада одстапки направе, го даде античкиот дел на Грција, средновековна Македонија Кирил и Методија ги даде на Бугарија, и за волја на вистината историјата никогаш нема Како Кирил и Методи ги дала, значи имаш микрофон пред тебе и камера и не е добро лаги да се изнесуваат. Како Кирил и Методи ги дала? Кому ќе ги да? Одма словаците реагира и честите, им рекоа на бугарите. Да, тоа се сложувам со И тоа. Москва им рече исто, нели? На Радев ама колку тоа нашите историја, компромиси како се вика, постигнуваат, Зоран Самио кажа ти, дека ние правиме компромиси, правите. Не бегај од тоа. Средновековна Македонија, Ама сега не ми беше кој ќе кажам ја компромис за нешто, ти сега секаде го пикаш компромисот. Нема компромис со идентитет, нема. Точка, крај. да, Може некој да ти го земе, не може. Бујар Османи кажува таму, Ајде се Бујар Османи кажа. Ама Ќе тој е му пројде мандатот на Бујар Османи, ќе дојде друг некој. ама и на Заев му помина мандатот, сега имаме ние Северна Македонија. Ама имаш НАТО. Имам, што дека имам НАТО? Не може пола вистина, пола да прикриваш под маса, не ја пикај. Извади ја цела надвор. Значи, имаш Северна, додавка. А кој значи, ова можеше, парче- а кој ќе ја нападнеше Македонија? Грција е во НАТО, Бугарија е во Австралија, НАТО, можда, не знам. Албанија е во Соколниците НАТО. од Британија. во Косово се НАТО, кој ќе ја нападнеше Македонија? НАТО не се грижи за внатрешните проблеми. НАТО се грижи за надворешна инвазија. Сите наши соседи се членки на НАТО. Кој И ќе ја Украина нападне? така, и Украина така мислеше. А Украина, Зеленовски е ист како Зоран Заев. Го втурна населението украинско, го направи касапана Америка и Русија. Касапана го направија. Тоа невино Добро, население. добро погоди конечно, да. Да, конечно погоди за ова будала. Не знам. Сега вака, ја тоа тој збор не го употреби сега. Вие си го употребивте со за себе самиот, ја тврдам дека не сте тоа. Напротив, вие сте паметен, интелигентен човек. Хајде да продолжиме од стапките. Сега До кога разговорот трае интервјуто само? уште 10 минути. Ќе го поделам Добро, на два дела. После може утре за утре пак како сакаш. Ајде, уште само ова кажи ми го. Дали Македонија сега е, што вели овај Јонус, Агим Јонус, акционерско друштво, каде е едното општество? Агим Јонус, мислиш на овој дечкото аналитичарот? А не е дечкото, е само постар знаеш. од мене дечко бил. Па ти си дечко, добро. За мене сте дечковци. Што сега да речам? Значи, кој ќе каже акционерско друштво рекол? Да, не знам сакам што да му рекол, го крадам пошто зборот. Тој нема некоја извршна власт, па нешто му тежи зборот, како ја што немам некоја извршна власт, па што и да кажам, нели не важи. Друго ми е зборот. Да. Ако спомнал акционерско друштво, тоа е метафора. Но дека во држава е корумпирана, дека има криминал, дека има партизација, дека има превработеност во администрација, дека има непотизам, се е тоа точно. Судството? Судството криминално. Значи, се е точно. Корумпирано таков е впечатокот. Ја немам докази дека некој судија нешто крадал или примил у джеп. Но факт е дека впечатокот на јавноста е тој. Зора, не треба судијата да кради, туку Мијалков си купе правда. Камчев си купе правда. Добро, на суд се уште мислам. Па нели платеа 11 милиони долари таму за да Можеше ли некој пред 5 години или 10 кога, пред 7-8 години да помисли дека Мијалков може да иде у судница? Ти можеш да помислиш? Не. Нешто се врти пак, нешто се турка. Еве ги Рашковски еден секретар, па друг секретар, нели ги прибрае нешто. Како Нешто, можат, значи,
Како без Зоран, Како може да краде, па крадел, и го фати. Види, сите луѓе од властите, сите Види, први луѓе мене и тебе не може да не фатат зашто не крадеме. Што се кираш? Камо среќа да ги фаќаат тие. Сега кога ги фаќаат нечини, кога не ги фаќаат нечини. Се зашто сме? Ама не велам јас дека нечини, велиме судството не чини. Еве нешто мрдна. И чини судството? Па пофали. Чини. Па сега дали чини, еве нешто ќе донесат некоја пресуда вајде. Нели 8% народот има верба во судството? Тоа зборуваме. 4 мислам, не 8. А да, 8. 8 беа, да. Се. Па јас исто немам доверба. Нема. Па кажи за тоа, ајде. Среќа не одам на бев 2 пати на суд за сообраќаен прекршок. И тоа отидов на Отвори рочно. устата, кажи за судството. Еве кажувам дека судството е нефункционално, може и корумпирано. Може примаат судиите пари. Не знам јас, но впечаток и мој како на мнозинството македонци дека судството е корумпирано или неспособно. Ете, што уште? Ајде сега ти кажи за австралиското. Јас не кажи сега за твоето. Не е мој впечаток, туку резултатите од пресудите и настаните што се третираат и расправаат во судот во Македонија се чисти докази дека е корумпирано, а не впечаток. Зошто да имаш впечаток? Чекај, ајде вака паушално. Што е корумпирано во процесот на суд? Баш ме интересира, сакам да идам. Аха, ова е корупција. Негде покажи со прст. Ако кој случај? И на која пресуда? Сашко Мијалков не можеше пред 5 години да го осуди Лилјана Стефановска, така? Добро. Сега таа истата го суди него. Таа не е судика Лилјана. Тоа е таа. Таа е јавен обвинител. Тоа е сосема различно. Таа е обвинува, судијата треба да пресече. Зошто не го обвина за времето на Груевски? Таа беше истата таму. Таа беше јавно. Па не знам. Еве имаш право. Сега кога немаш одговор не знаеш. Не знам, не сум јас таму па да знам. Значи, кога се покренува обвинение? Во теоријата. Кога ќе се соберат докази за нешто, се покренува обвинение и се почне судски процес. Може би во тој момент или не знаела да собере, или не смеела да собера, нешто имало. А сега собрала или некој ги дал сега. Можда тогаш никој не ги дал. Не знам. Поентата ми е зошто човекот што продаваше коприви е во затвор, а Сашко Мијалков и овој и Камчев се на слобода. Ама имено, јас те поддржувам тоа. Све што е криминал, треба да се оди у затвор, да се има процедура, судска пресуда, нека си одат у затвор. Ја ли да им мислам? Но зашто не одат? Точно има корупција, не функционира, не знам, подплатуваат ли, шо прават, кој може да ги знае? Сега ти мене ме прашуваш зошто ова, зошто она? Јас те прашувам затоа што зборуваш секогаш, те гледам јас на сите телевизии. И некогаш, ајде се пошалам малку. Ти ме следиш во удба да не работиш, не удба не ме следел. Не, во удба, јас гледам сите ги гледам. И анализа ја гледам, и вистина ја гледам. Добро, и што си ми луд, толку не те разбирам, но добро. Значи браните демократија, плурализам. А за Северна си ми луд. Па јас не го сменив името. Ти лобираше, беше жесток. Не, јас лобирав да почнеме интеграција, зашто тврдам дека ова парче земја, ова наша Македонија, не може да обстане сама. Ќе биде поклопена од натре или од надвор, се едно. Значи мора да се интегрираме во другиот по култури. Значи НАТО ќе дозволи да се движиме. Ако не влезевме во НАТО, за да имаме некорумпирано судство, за да имаме функционална администрација, за да имаме малку поцивилизирани вредности. За тоа се борам јас. И за тоа се прават компромиси. И поддржувам нешто што води во таа насока, а што не задира во нашиот државен интегритет и во национален идентитет. Сега тоа е мојата. Ако го продадат и Гоце Делчев сега, ако го дадат на бугарите за заедничко чествување, ќе кажеш... Чекај се вака. Гоце Делчев можда е австралијанец, пошто нема македонски пасош, не е македонец, така? Според твојата теорија. Не е македонец, нема пасош македонски. Да му даеме на Гоце Делчев пасош, па да биде македонец. Еве, ти немаш пасош македонски, ти не си македонец. Значи, сега ние ќе се тепаме за Гоце Делчев, што бил? Тоа е примитивна битка. За кого да се тепаме? Не. За кога?
Не, за Гоце ќе се тепаме Па за Бугарија делата што што ги бара? направил. Бугарија бара дека македонскиот народ е Титова творба од 44-та година. Бугарија нека бара, ние не и даваме. И сега Па што еве правиме? слушаме, јас врз ова што слушам од премиерот и од Османи дека најдено е решение. Кое е решението, ја не го знам. Добро, не го знаеш ти, кога кое е не сакаш, решението? кога не сакаш да знаеш, знам дека не знаеш. Решението е дека ќе го отстапат Гоце Делчев како што го отстапија Самуил. И ќе го Ќе го чествува. вратиме гробот ли ќе им го вратиме таму или што? Ќе го Од чествуваат. Свети Спас. Да, за слушателите, ајде да објаснам, ќе го чествуваат заедничко на ниво на држави. Ако сакаат тие Гоце Делчев да го имаат за нивни народен херој, ќе го имаја досега. Види, Што ги Гоце има- Делчев, што секој ги има може. Ботев и Васил Левски. Гоце За нив- Делчев, секој херој кој се борел за некаква слобода, против некакво робство, секој камо среќа, секој да го чествува. Тој е наш македонски херој, идеолог А на зошто се македонското преговара движење. со Драги Георгиев, преговара за него, со тие А што договори? па договори, Само- еве го договори Кирил и Методија. Свети Климент Шо и е? Наум ги договори. Чекај, што договори? Прличев ги го отстапе. Па не брани сега, дај биди реален малку. Не, ти си историчар и треба да ги Па, знаеш исторички па ги факти. знам Јас јас, пред малку затоа се реков бунам. Исто Најдовски. Не Затоа се се- мену. Затоа се бунам, Зоран. Затоа не Вака прифаќам. И со Вака, тебе вака. имав проблем кога ти објаснував дека во преамбулата на договорот. Со мене секогаш ќе имаш проблем. Чекај, застани. Бидејќи си Кога- антимакедонец, секогаш ќе имаш проблем. Тука дефинитивно. Прво не ги признаш символите на мојата Чекај држава сега, Македонија. не се сили Не, сега, не. полека. Јас ти Извини. велев, ти се Не, сети чим сега, лепиш ти етикети, текна, ја ќе ти залепам. Прво дека не во признаваш символите преамбулата. на мојата Македонија, немаш македонско знаме, значи Еве го државното имам, знаме. што е ова? Не знам, химната е тоа не е на државата знаме, секоја чест за тоа знаме. Те А прашувам зошто го сменивте? кој го смени? 95-та година. Знамето Кој го ова смени? беше државното знаме, ова. Чекај, ама пред тоа па имаше некое друго знаме, нели се сеќаваш? Имаше со петокраката, да. Да. Мене Да, ако ме прашаш, ја го сакам знамето од она Питогули што го вееше на Мечкин камен. Тоа знаме го сакам. Мам кој ме прашува? Не сум те слушнал, па зошто се буниш? Еве, И мене кој ме прашува мене сега за те молам државното запиши дека јас го сакам знамето од Питогули за државно македонско и национално знаме. Океј, може знаме? ли така? Да беше Запиши. кресненското на За- креснен на Па може македонското. ли микс од двете знамења да направиме? Може. Зашо да не? Све што е за Македонија и Кажи македонско. ми, не ми Ама одговори јас, што те за разлика од прашам Дитко јас. Најдовски, не се откажувам од својата македонска нација. Добро. И не Добро. повикувам македонци не се попишувајте за да бидат другите народи побројни од нас. Види вака. Така за патриотизам со мене сум ти погрешна мета. Не ми си погрешна мета, јас зборувам Не, не. врз основа на она Јас што зборувам со моето што чувство. слушам, Поголем македонски патриот од мене, јас не дозволувам да биде некој друг. Нека си биде секој, али да ми се прави поголем, не. не се праваме с поголем, меѓутоа Е ти, генерално било кој. Од такви патриоти што само се дерат по митинзи, се удират во гради и пафтаат со некои шалчиња. Ма вие одите, вие одите, крадат вие на секоја функција. вие одите А, пред владата, во владата таму с кришум, кај одиме ние? Не, ја Па не вие зборам за вас. колку советници имате таму? Зборам овде за Македонија, за оваа држава, не зборам за таму. Добро, тоа е друго, за Македонија, Овде ја водам битката, не. Што има таму вие ќе ја водите. Тропните на институциите на Австралија ако нешто треба за Ние Македонија. тропаме, меѓутоа вие не ги застапувате македонските национални интереси, велиш патриотци. Ако си патриот, зошто тогаш правиш компромиси? Патриотизмот се знаеш што е патриотизам. А ти што сакаш да пропадне оваа држава? Зошто? Па ние овде сме на овој вака. Ти си таму на брегот во Австралија, Зошто а ние сме во Кајче. Зошто те Ние сме овде на Балканот, сме во Кајче. И тоа Кајче вака се клати. Не знаеме кај ќе се преврти. Затоа правиме компромиси. А ти си на цврсто тло таму. Ама па затоа не си македонец. Нас ни се клати Кајчето, ама сме бар македонци. Открадените пропадне државата. Па и од тоа можда, да. Водиме борби. Ајде, помагајте и вие. Дојдете овде да водиме против криминалци. Сега како ќе ти одговара така, за кога ќе ти требам дојди, кога не ти требам седи на кајчето.
Па јас ли сум крив, вие каква влада избирате? Не е точно. Значи, не ми ставе зборови што не сум рекол. Секој поради мака ја напуштил родната груда. Не од кејф. И ден денеска што се иселуват и од овде младите од мака. Не им е убаво овде. Петре, Со шалтери, со бирократија, со криминали, со корупција, со непотизам, не им е добро. Одат. Јас не ги осудувам за тоа. Но дајте да видиме што може да направиме да не се краде толку. Тие мерцедеси што се возат на државна сметка, тие бенвина, тие јагуари, па ене ги сега, не им е срам. Пасати, како не им е срам, одат таму пасати. паразити, крлежи одат во Италија на сметка на народот, а имаат милиони евра на банка, во банките. Одат таму во Шпанија да гледаат на сметка на селани. Зошто ти треба микрофон и камера, со мене тоа мене да ми го кажеш? Па досуди ги. Ти си еден што ги браниш, што нивната политика. Се вака, прво пак навредуваш и пак подметнуваш. Каде сум бранил криминал? Прочитай за министерот за правда што отиде таму што напишав, отвори го твитерот мој, отвори го. Отвори го мојот твитер. Прочитай ги сите постови. На Facebook пишувам, па по неколку дена, пошто почнуваат коментари кои немаат врска со темата, и ги бришам. Но сето истото останува на Твитер. Зоран Иванов не бега. Добро, кажи ми, Зоран, ајде да го завршиме. Не, вака, пред да завршиме, те молам. Само на ова сакам да ми одговори. Најди еден сат време, прочитај ги, постоите и за... Не, ти ме обвини за министерот. Па јас реагирав прв. Одговори ми на ова прашање уште и ќе завршиме. И не е проблем што отиде во Италија да навија за Македонија. Проблем е што лажеше. Кој лаже? Тоа е проблемот. А како можам јас да лажам? Јас не сум сега таму. Не ти бе Исове, што си тој, нели тој што отишол во Италија за него збора. Абе кажи го, ти не ги кажувате, зошто не ги кажувате? Еве, па ти викам прочитај, се е напишано. Зошто ги кријате? Имаш ли уште прашања? Па имам прашање, каде Зоран Иванов ја гледа иднината на Македонија, кога имаме над 400 села пусти, нема ни еден човек, ако се повикаме на Петре М. Андреевски од нашите краишта, последните селани, јас велам сега, бидејќи доаѓам секоја година, со исклучок сега на ковидот, во селата си замина и последните кучиња. Каде го гледате вие едното општество и иднината на Северна? Тоа е едно општество, каде го гледам, нема врска со прашањето за иднината на Македонија. Сигурно дека го гледам во едно општество за сите, генерално. За мене е поважно од едно општество за сите, една држава за сите. Значи, институциите да бидат еднакви кон сите граѓани. Тоа е клучот за Македонија и тука треба да иде борбата. Ако ние пред институциите сме еднакви, пред судот, пред обвинителство, пред полиција, пред администрација, без оглед на вера, нација, не знам, култура и така натаму, тогаш е едно општество за сите. Каде ја гледам иднината на македонската држава или на македонската нација? На македонската држава, па ја гледам во интеграција, во европски интеграции со сите маки, не по секоја цена се знае кои се црвените линии. Еве, собрание се донесе декларација. Нашиот идентитет, македонски, македонец, јазик, култура, традиција, никој не може да ги чепне. Никој. И тука сега ќе водиме битката. А каде ја гледам иднината, искрено да ти кажам, Ицо Најдовски, не сум многу оптимист со оглед на економската моќ на државата. Ние немаме енергенци, увозно сме зависни од енергија до храна дури, но имаме потенцијал. Се надевам дека една нова политичка димензија ќе дојде на власт, помлада генерација, ќе не сврти кон земјоделството, кон селото, таму е храната, тоа е базата и за домашното производство и за извоз. И тука ние може да вадиме и девизи за да можеме енергија да купуваме или тоа што го немаме, нели, како индустрија и како технологија, компјутери и така натаму. Не сум многу оптимист, но животот е борба, идеме натаму. Нема предавање. Важно е да се останеме македонци свој на своето. Добро, сметам дека имавме добра дебата, имавме добри расправи. Оценките ќе ги дадат публиката што Публиката, да, ќе ги дадат, меѓутоа Ако знам дека многу ме плукаат, ама малку забриши ти вака помогни, нели? Се шегувам. Зошто да те плука? Јас за било што и на тебе и на било кој од нашите стојам на располагање за било што.
пред да ме обвиниш за било што, те молам, отвори го Твитерот, види ги моите ставови, ќе знаеш каде е Зоран Иванов и тој што бил пред 40 години, дека воопшто не е променет. Но сакам да се движам со времето, зашто ако станеме вкопани на едно место, ќе не прегази некој цунами, ќе не снема и како држава. Како нација ќе се останеме, тоа никој не може да ни го земе. Ама сега немаме нација. Како немаме нација, македонци? Немаме каде граѓани. Ти пукна, немаш пасош, оди, молим те, австријанците нек ти дадат пасош на кој ќе пишува Ицо Најдовски, нели не е австралијанец, е македонец. А зашто граѓани зборуваш? Речи нацијата. Сакам да ти кажам, документот е средство за идентификација. Кога поминуваш граница, да знаат од која држава доаѓаш и како се викаш, дали си ти тој, а не дали си англичанец, македонец, не знам, србин, бугарин, русин или не знам што. Не е етничко тоа средство. Ти си македонец во душата. Народот македонски и нацијата е сведоте на етникум, на заедница, на племе. Не, сега не ги мешај поимови, сега на племе. Не напредувај се. Ајде да завршиме со убаво. Јас ви благодарам што бевте гостин на Македонија. Добро, ама ајде да се согласиме пред да завршиме. Ајде врати се на изворот. Ние сме македонски народ. Во ред? Во администрација не сме носители. Благодарам на поканата. Благодарам многу. Се надевам дека вака отворено. Да сте вие Ицо Најдовски жив и здрав и сите наши таму. Господ здравје на сите да ни даде. Благодарам многу и едно да ви кажам дека јас вака лице во лице можам и сакам да кажувам и добри и лоши работи, позади грб не го правам тоа. Ви благодарам. Тука сме идентични, но повеќе сакам тет-а-тет вака во живо, јас сум од тие старомодните, отколку преку овие алатки видеа камери. Па добро, еве кога ќе дојдам во Македонија сега, после неколку месеци. Или ти кога ќе дојдеш или ја може ќе тркнам до кај вас, па ќе се видиме. Ќе видиш во Македонија. Ќе видиш добре дојден, ама ве чекам во Македонија и на кафе на улица Македонија и се разбира на шопска и на македонска. А руска немаме право. Довидување и руска за нова година, за кога се за нова година, да. Санкциите, зашо се имаме право. Имаме санкции. Добро. Ајде благодарам многу и се гледаме уште еднаш. Довидување. Пријатно.